Така, се враќаме веднаш во студиото да поразговараме со нашиот гостин кој веќе го најавив, нашиот интернационален шаковски мајстор Маријан Митков. Маријан, добро утро најпрво во нашето студио и посакам добри дојде во телевизија Нова. Добро утро, уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Така, започнуваме веднаш со она што е главна тема на овој разговор. Ќе се одржи шаховскиот турнир, традиционалниот шаковски турнир Open Карпош 2017 во под покровителство на општина Карпош, а во организација на шаховскиот клуб Гамбит Асеко. Ајде нешто повеќе за овој турнир. Па веќе по седми пат шаховскиот турнир Open Карпош, како традиционален, започнуваме во сабота на 1 април во 16 часот е свеченото отварање, во 17 часот се веќе предвидено првото коло. Генералниот покровител, како што кажавте, е општина Карпош. Во последните 2 години имаме веќе поддршка и од градот Скопје, од секторот за спорт, нормално таа материјална поддршка и дел од некои фирми кои што го препознаваат овој спортски настан, така да ни помагаат. Пред се тука и фирмата Асеко. Све е спремно за турнирот, гостите, односно играчите, веќе во текот на денешниот и на утрешниот ден треба да пристигнат. Бројката на играчи која што е пријавена е повеќе од 200, од кои што преку 20 се велемајстори, 26 интернационални мајстори, FIDE мајстори, така да рейтингувани, односно титулирани играчи, значи со официјални меѓународно признати титули ќе бидат преку 80 играчи. Така, пред да продолжиме за турнирот, за овој турнир што треба доправа да се одржи, нешто за почетоците на Open Карпош. Па, почнавме скромно. Првиот турнир, значи пред 7 години го организиравме, бројката на учесници беше околу 70. Се надевавме дека можеме да прераснеме во еден ваков меѓународен турнир кој што ќе биде препознан не само во околниве земји, него и во Европа. Дури во еден момент бевме и меѓу 5 најдобро рангирани турнири во Европа од овој тип, значи од Open турнири. Секоја година се трудиме да имаме врвни велемајстори, врвни шаховски миња, и тоа е еден предизвик и за нашите играчи, и за младите играчи кои што доаѓаат да можат да играат со тие велемајстори, да можат да се борат за одредени шаховски титули и секако да го подобруваат својот рейтинг. Така, Open Карпош е веќе препознаен низ цела Европа. Од 1 до 8 април ќе трае овој пат турнирот. Колку е тешко да се организира еден шаковски турнир со време траење од 7 дена? Ние со организацијата на турнирот започнуваме веќе од декември месец, значи скоро 3-4 месеци трае таа припрема, разговори со одреден број на играчи, договарање, нели, каде ќе бидат сместени. Пред се е битно да се обезбедат играчите да можат да дојдат на овој турнир, или да бидат присутни тука. 8 дена се во прашање. Се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред, веќе имаме искуство и мислам дека ќе помине турнирот баш како што треба. Споменавте нешто за бројот на учесници. Да повториме уште еднаш, колку учесници, од колку земји ќе пристигнат тие, како одеше пријавувањето, кој се може да се пријави на овој турнир? До денеска, значи пријавувањето на турнирот трае буквално до утре, до 16 часот, со тоа што поголемиот број од играчите се пријавуваат, нели, претходно. До овој момент имаме преку 210 играчи пријавено за турнирот. Од 30 земји, не само од Европа, тука имаме гости од Канада, имаме гости од Индија, од Филипини, така да стварно еден меѓународен турнир од играчи имаме од целиот свет. Значи, како што кажав, ова е Open турнир, може да се пријават и послабо рангирани играчи, да не кажем и аматери, меѓутоа играчи кои што сепак имаат некакво
искуство, односно играле на некакви претходни меѓународни турнири и имаат свој код во ФИДЕ, односно биле претходно регистрирани од нивните матични федерации. Споменавте дека во одреден период турнирот Open Karpoš беше и помеѓу 5 најдобро рангирани во Европа. Еве сега според она што можев да го видам некаде помеѓу 10 најдобри, да речем, турнири на стариот континент. Колку е тешко да се изгради еден ваков бренд од турнир, колку е тешко да се дојде до ова сега што е Open Karpoš? Па нормално, ние брендот, нели првата година кога го организиравме, немавме ни представа дека можеме стварно да организираме турнири од таков тип, меѓутоа од година во година нели нашите апетити растеа и играчите го препознаат турнирот, пред се со условите за игра и се надеваме дека таа традиција ќе остане и понатака. Нели ние стварно имаме голема благодарност и до општината и до градоначалникот на општина Карпош што ни овозможи да организираме еден ваков турнир, че ние со нивна помош почнавме и прво со организација на викенд турнири, па божиќен турнир, па опенот, па кога видовме дека тие турнири стварно можат да прераснат во врвни спортски надпревари и се надеваме само дека ќе продолжиме нели со тоа темпо и дека сите турнири во следните години ќе бидат баш на ова ниво. Така, љубителите на шахот сигурно ги интересира бројката на велемајстори, на интернационални мајстори. Кој е најголемото име или најголемите имења кои ќе пристигнат во Скопје за овој турнир? Како што споменав, преку 20 велемајстори во моментот имаме пријавени и преку 25 интернационални мајстори. Број 1 на турнирот е можеби најголемата руска надеж во овој момент, рускиот 20 годишен велемајстор Артемиев Владислав. Стварно еден врвен шаховски талент и ќе биде предизвик и за останатите играчи кои што ќе играат на овој турнир да си ги пробаат своите сили со него. Тука е секако бившиот европски првак Зденко Кожул, неколку годишниот победник велемајсторот Кирил Георгиев од Бугарија и така тие се првите тројца кои што мислам дека ќе бидат и главни претенденти за освојување на турнирот. Имаме интересни, односно млади велемајстори од Арменија, од Романија, од соседните земји, секако тука се играчи од Холандија, од Белгија. Така да многу врвни светски имиња, многу млади играчи и голем дел од тие млади играчи кои што доаѓаат на овој турнир се надеваат дека ова ќе им биде можност да освојат некаква меѓународна титула. Каква е заинтересираност така и домашните шахисти? Дали имаме, можеби некој кој ќе може да се вмеша да влезе во битка со оние недобрите што ќе пристигнат тука? Па се надеваме дека ќе успеат дел од домашните млади играчи, пред се би ги напоменал Тони Лазов и Никола Николовски, кои што се и дел од репрезентацијата на Македонија, затоа што овој турнир им овозможува стварно да играат и со велемајсторите, меѓутоа доколку играат добро, сигурен сум дека ќе освојат норма, дали за велемајстор или за интернационален мајстор. Секако и останатите млади играчи ќе бидат во можност, доколку работеле во претходниот период, доколку добро се спремиле да прикажат тоа што го научиле, да го прикажат и на овој турнир. Тоа ми беше и следното прашање, колку овој турнир придонесува за развојот или колку недостатокот на вакви силни турнири во Македонија се пречка во развојот на нашите преценели млади шахисти, на шахот воопшто во нашата држава? Па, играњето на вакви турнири е основа за младите играчи да може да напредуваат. Некаде играњето на 4-5 вакви турнири во текот на годината е така некој минимум за да можат тие играчи да напредуваат, меѓутоа ми се чини дека многу малку од нив успеваат
да го направат тоа. И се надевам, ние за жал имаме само еден ваков турнир. И последниве 7 години само е Опен Карпош. Се надевам дека тие млади играчи ќе успеат да играат вакви турнири. Во соседниве земји има слични турнири на нашиот, за жал не во таков ранг во смисла на толку јаки играчи и толков број на земји, меѓутоа они играат опен турнири, играат турнири слични на нашиот, меѓутоа сепак Опен Карпош е бренд и Опен Карпош им овозможува на сите тие млади играчи стварно да бидат во шанса да и рейтингот да си го подобрат и да видат докаде се со своето знаење, силите. Така да стварно им е предизвик. Така, накратко, пошто времето толку ни дозволува, само уште колку е наградниот фонд за годинешно издание на Опен Карпош и кога ќе можат и каде љубителите на шахот да ги погледнат овие мечеви, шаховски мечеви кои ќе бидат одржани на Опен Карпош? Значи, наградниот фонд е 10.200 евра, првата награда е 2.000 евра, во основниот награден фонд се 16 награди, меѓутоа мора да напоменеме дека и имаме специјални награди за најдобра жена, најдобар младинец, најдобар ветеран, имаме специјални награди и по рейтинг, односно и сите тие играчи со понизок рейтинг на некој начин си се надпреваруваат во собствената категорија. Значи преку 30 награди се за сите играчи, или може да едноставно секој си наоѓа во некој момент за која награда би играл. Надпреварите се играат во хотел Александар Палас, почнуваме од утре од 17 часот, секој ден надпреварите се од 17 часот, во недела имаме 2 кола, значи имаме и предпладне од 9:30 и завршуваме следната сабота со почеток во 9:30. Сите љубители на шахот ги поканувам да ги проследат овие надпревари во живо. Ќе имаме пренос на преку 30 табли во живо, така да сите светски сајтови ги превземаат овие партии во живо, се следи турнирот буквално низ целиот свет и се надеваме дека се ќе помине уште да кажам во најдобар ред. Така, се надевам и јас дека се ќе помине во најдобар ред, дека ќе има многу интересни шаховски битки и нека победи најдобриот. Па секако се надеваме, обично стално победува најдобриот. Може да има некои изненадување, ама шахот е објективна игра и многу тешко се случува така некои супер изненадувања. Така, господин Митков, ви благодарам за ова гостување што можевме на нашите гледачи ете барем накратко да им објасниме и да им кажеме што се ќе се случува во следните 7 дена кога е шахот во Скопје, Македонија во прашање. А на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ве поканувам да останете со нашата програма. Веќе во 10 часот следува и новиот информативен блок на телевизија Нова. Пријатно.